почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска со задоволство можеме да констатираме дека едно од зацртаните и ветувања, меѓутоа и програмски определби на владата која што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, беше да направиме се инфраструктурно да ги решиме проблемите на оваа индустријска зона Визбегово, на Визбегово и на општината Бутел. Владата на Република Северна Македонија покрај сите активности кои што ги имаме во делот на интеграциите на НАТО и Европската Унија, се она што го правиме на планот на остварување на овие наши национални интереси, посветено максимално работиме и за динамика во делот на економијата, во делот на развојот, напредокот на државата, и токму овој проект кој што денеска го промовираме, го гледаме неговиот тек на реализација, еден од најважните проекти. Овде беше еден од најголемите проекти што имаме развиена индустријска зона, меѓутоа немаше комунална инфраструктура. Нема водоводна мрежа, нема канализациона мрежа и самото по себе покажува колку е тешко да обстојувате во една индустријска зона која што практично има приходи во буџетот на државата, вработува огромен број на граѓани, а не може да функционира соодветно. И затоа беше една од првите дебати, една од првите разговори кои што ги правивме и со коморите, и со бизнис заедницата, да се воспостави таков партнерски однос и да ги решаваме проблемите на стопанствениците. Сметам дека градбата на водоводната мрежа, некаде околу 7,3 км, градбата на канализационата мрежа од 5,2 км, представува основа и за натамошен развој на индустријската зона. Ова само покажува колку е важно да се развие тој диалог, партнерство помеѓу владата, помеѓу работодавачите и работниците. Без партнерство, без разговори за клучните теми кои што значат поддршка во делот на развојот на овие стопански капацитети, не можеме да дојдеме до решение на сите тие проблеми. Затоа владата посветено ќе продолжи и понатаму да го развива овој диалог, отворено да ги решаваме сите проблеми кои што се проблеми на граѓаните, да реализираме проекти како што реализиравме во изминатите 2 години и покажавме дека најголемите проблеми на граѓаните кои што со години не биле решавани, дека и знаеме и можеме, имаме капацитет да ги решаваме. Не е само овој проект, ако погледнете и тоа што беше проблем на граѓаните на Арачиново, немањето на канализациони системи, денеска тоа се реализира и уште многу други проекти кои што се поддржани од владата. Мојот апел е до сите, и до локалната самоуправа, и до градоначалниците, да се подготват со проекти и да можеме преку програмата, преку оние поддршки кои што можеме да ги дадеме преку владата на Република Северна Македонија, да ги дадеме се со цел да ги решиме трајните проблеми кои што ги имале граѓаните во делот на инфраструктурата, а до тоа да принесеме да се развиват и општините, меѓутоа да се развива и државата. Така да сметам дека ова е еден од најважните проекти за општина Бутел, проекти кои што беа години наназад само искажувани, проекти за кои што се разговараше. Еве денеска ми е задоволство што ние како влада дојдовме овде токму моментите на реализација на овој проект и да го завршиме до крај на задоволство и на бизнис заедницата и на локалната самоуправа, секако и на нас како влада. Благодарам. Добар ден на сите уште еднаш, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Денеска сме тука заедно со премиерот Спасовски, со градоначалникот на општина Бутел, на увид на градежните активности кои што се вршат во делот на изградбата на канализација во зоната Визбегово. Од она што сум првично информиран и од изведувачите и од надзорот е дека отпочната е работата согласно динамиката, прогресот на активности тече одлично на почеток, така да очекуваме дека во рокот кој што е од 14 месеци, а можеби и порано, ќе биде во целост завршена. Станува збор за 5,2 км, канализација во 2 краци, со вредност некаде околу 147 милиони денари. Исто сакам да потенцирам и тоа дека во крајна фаза е изградбата на водоводот, заклучено со овој месец, комплетно треба да бидат завршени 7,3 км водовод и
Сметам дека она што било ветено од страна на владата на СДСМ, од она што било ветено од страна на Министерството за транспорт и врски, кое што и во програмата негова, е дека двете клучни ветувања кои што се дадени пример граѓаните на општина Бутел и компаниите во зоната во Избегово во целост ќе бидат исполнети. Исто сакам да потенцирам дека тука не застануваме, значи исто така во рамките на општина Бутел за многу брзо време ќе отпочне изградба и на социјална зграда со 312 станови, така да се што сме зацртале во владината програма, се што сме предвиделе во рамките на Министерството заедно со ПУИК ќе биде направено во најбрз временски период. Продолжуваме активно со динамиката, така да бенефитот на крајот ќе го видат и граѓаните и компаниите на општина Бутел. Добар ден на сите. Следејќи ги потребите и она што фали во индустријската зона, благодарение на владата на Северна Република Македонија, успеавме да се договориме за две значајни работи, водовод и канализација, затоа што тие се носители на потребите на сите стопански објекти. Добивме поддршка од владата, веќе водоводната мрежа ја изградивме, сме во крајната фаза, а сега и почињеме со атмосферската канализација, бидејќи е многу значајна за сите фирми. Со ова докажуваме дека индустријската зона во Избегово е многу интересна зона, каде што и во моментот имаме со сигурност десетина плаца кои што за брзо време тие ќе бидат пополнети и во наредниот период ќе тежнееме да се прошируваме кон другите општини. Уште еднашка благодарност до владата која што ни помогна да ја развиеме оваа економска зона.